Заврши првиот круг од локалните избори во Македонија. ВМРО ДПМН, владеачката партија, можеме да ја прогласиме за убедлив севкупен победник, но во град Скопје ќе има втор круг. Таму влегуваат Орце Ѓорѓиевски и Амар Мециновиќ. А Мециновиќ го имаме денеска во студиото на Слободен печат, веднаш по она што се случуваше синоќа. Добар ден. Добар ден, ви благодарам многу за поканата. Чест ми е да го имам ова прво иницијално интервју за вториот круг со Слободен печат. Секогаш кога сме имали интервјуа ми било задоволство, така да се надевам и денеска дека ќе имаме овој разговор. Не беше лесно се заспие вчера. Тешко, дефинитивно до касно ги сумиравме печатоците. Кој време беше оној говор? Тоа беше веќе на кај 2 часот изутрина нешто. А синоќа? Еден, да, во еден така нешто имавме завршни зборови, потоа продолживме со славењето затоа што ние сметаме дека ова е неверојатен успех за нас, но и еден неверојатен успех за Скопје. Ни да не менува многу темата, јас навистина за почеток сакам да се заблагодарам за сите илјадници скопјани кои излегоа и го дадоа гласот за нас и се надевам дека во наредниот период само ќе го окрупниме тој број. Тоа се 30.000 гласа 30 за Амар Мециновиќ, нели втор успех во градот. И ова е прв пат, ако не се лажам, барем во Скопје, сигурно имало на други места, но во Скопје во вториот круг да не влезат кандидатите на двете најголеми партии, ВМРО ДПМН и СДСМ. Добро, Ристо Пенов беше од ЛДП, но во коалиција, еднаш во коалиција со ВМРО, другиот пат со СДСМ, па имало Трифун Костовски беше независен кандидат, но нели предложен од ВМРО ДПМН, па и се уште актуелната градоначалничка, нели, пред 4 години беше поддржана од коалицијата на ВМРО ДПМН на изборите, а вака некоја друга партија без коалиција, без поддршка од големите политички партии немаше, дури немавте ни поддршка од некој од албанските партии. Така, значи, ова комплетно сами. Чист резултат, дефинитивно. 34 гласа се на Амар Мециновиќ и на Левица. На Левица, така е. И на сите скопјани кои ни се придружија во ова што го градиме, затоа што градиме едно движење кое е и поголемо од Левица, и поголемо од мене лично, затоа што е движење на сите скопјани. Очекувавте ли втор круг? Искрено да, во завршните фази на кампањата веќе да, затоа што можевме да го опипаме пулсот на терен. Нашите активисти беа неуморни на терен, ние како што најавивме. После јас не неќам да се задржувам многу, иницијалната таа забрана за рекламирање многу брзо ја надминавме, нашите активисти излегоа на терен. Тоа само да појасниме на гледачите, Левица според и тоа беше законски, беше единствената која не можеше да добие пари, државни пари за рекламирање на телевизија, така. На телевизија и на портали. И на портали. Да. И пристап до билборди. Така да генерално имавме една позиција која беше стварно од позиција на хендикеп настапивме на овие избори, но времињата очигледно дека се менуваат, новите начини на комуникација стануваат се порелевантни. А на самиот крај да, јас ќе кажам, ова беше неправедно и можеби ќе беше уште подобро да ја немаше таа забрана, но едноставно не се покажа дека е пресудно, дури сега мислам дека во вториот круг има многу јасна дистинкција, затоа што во вториот круг еден кандидат ќе биде на билборди, ќе биде по телевизија, ќе биде по портали, ќе биде по радија, кандидатот поддржан од системот, подкрепен од системот, овозможен од системот и втор кандидат, нели да не зборам во трето лице, јас кој нема да има пристап до рекламен простор, така да ова е кандидатот на системот против кандидатот на скопјани. Добро. Сега во Советот на град Скопје имате 6. Тоа е во минатиот состав имавте 3, ако не се лажам, така? 4, да. Сега сме на 6 и сега сме втора најголема партија, советничка група, тоест испоред гласови втора најголема партија во Советот на град Скопје. Што е неверојатно. Зад ВМРО ДПМН. Зад ВМРО ДПМН и Левица и најверојатно нашите советници ќе седат во првите редови на Советот, што за мене е неверојатен успех, бидејќи јас мандатот го поминав на последните клупи од Советот, така да јас сум неверојатно среќен за нашиот успех во Советот. Ова најсериозно ви го кажувам, презадоволен сум од успехот во Советот и тоа многу ни значи и само ќе допринесе до подобра работа на нашите советници. Владината коалиција на ВМРО ДПМН знам и на Вреди, предпоставам, лесно би се пресликала во Советот, па ќе имаат мнозинство, нели? И ни од градоначалник, ако вие победите, тешко би функционирале во една таква
во една таква коалиција. Да не речам би се повторило ова со Данила. Јас мислам дека не може да се повтори затоа што скопјани не се лоботомирани луѓе, издржаат 4 години нефункционален град и совет. Мислам дека во следните 4 години, не од 4 години, во следната година, ако почне повторно истото да се случува, ќе има многу големи политички реперкусии по кој било да го блокира градот, затоа што скопјани очигледно дека покажаа дека сакаат промена. Ова што се случува не им одговара. Ние живееме во град кој е затрупан со смет, нема функционален јавен превоз и се што можеме да забележиме, така да ќе биде многу политички опасно за секој што ќе сака да работи против интересот на граѓаните на Скопје. Затоа јас сум сигурен дека скопјани кои се заинтересирани да го видат својот град ревитализиран, ќе наметнат и политички притисок кон сите чинители во Советот, а особено со тоа што нашата политичка програма претпоставува и би рекол доближување на работата на Советот и на градските власти до граѓаните. Ние сакаме да предвидиме електронско, тоест дигитално следење на работата на Советот, како кој советник гласа, како кој советник дали доаѓа на седници или не, така да мислам дека ако го доближиме Советот и градската власт до граѓаните, тие ќе можат подобро да го следат и да бараат нивните потреби да бидат задоволени, така да јас мислам дека иако победам во вториот круг, дека Советот ќе функционира затоа што ќе се најде заеднички јазик за доброто на скопјани. Сега, таа победа во вториот круг мене ми изгледа фантастично, но фантастично и ова вчера што беше направено, па кој сум ја нели да судам за шансите, но факт е дека Орце Ѓорѓиевски, кандидатот на ВМРО ДПМН и на нивната коалиција, вчера доби над 90.000 гласови, некои 60.000 гласови или 3:1 е неговата предност во однос на вашиот скор. Има ли тука шанси да се стигне тоа? Пред се, јас сакам да му честитам на мојот против кандидат за вчерашниот успех, навистина добар успех, секоја чест, ги доби гласовите на скопјани кои веруваат во таа платформа, но сепак мислам дека тоа што се случи вчера е дека првпат скопјани ги видоа пукнатините на монополот помеѓу ВМРО и СДС. И откако ќе пукне браната, веќе ништо нема да може да ја спречи. Јас мислам дека во наредниот период ќе се охрабрат многу луѓе, оние кои се неопределени, оние кои не излегле да гласаат, оние кои уште се двоумат и се колебаат, така да потенцијалот кој го отклучи ова наше влегување во вториот круг е незамисливо. Ние едноставно ги живееме деновите кога за прв пат во Македонија се покажува дека ВМРО и СДСМ не ни се судбина запечатена. За секогаш, така да мислам дека на бранот кој се создава, дека и како е можно да се стигне до таа победа и како што кажа вчера во завршните зборови, во првиот круг покажавме дека има надеж, во вториот круг сето тоа ќе го преточиме во реалност. Добро, значи точно е дека излезноста беше прилично ниска во текот на вчерашното гласање, групно земено цела Македонија. Има ли шанси овие 2 недели се разбудат тие што не излегува, што може би како веревте вие во кампањата, тие неопределените или тие што не ги интересира политика? Има ли шанси тоа? Јас не сакам да давам такви тешки претпоставки, затоа што тоа е една општествена реалност која имаме 30 години, но има индикации дека ќе се охрабрат се повеќе луѓе, затоа што сметаме дека многу луѓе беа на работ дали да излезат да гласаат, затоа што јас ја разбирам таа нивна резигнираност кон политиката, особено затоа што во изминатите 30 години како се менувале рувата на градските власти или централните власти, тие не виделе никаква промена, но се надеваме дека на основа на тоа што го постигнавме во првиот круг, тоест таа мобилизација во едно движење за скопјани, едно движење кое е повторно поголемо од левица и од мене лично, мислам дека со самото тоа што дојдовме до овде има голема шанса еден дел барем од тие што вчера не излегоа на гласање, тие кои беа нели на работа, дека сега ќе се одважат и ќе гласаат, затоа што конечно ни се дава опција која е нешто ново и нешто што ќе направи дисконтинуитет со реалноста која ја знаеме во изминатите децении. Докато законот, во изборниот закон предизвика да на овие избори нели со указ им биде дозволено, им биде олеснато на независните нели да се кандидираат во поголем број, па имаше поголем број на кандидати кои се нели представници на разни независни
непартиски, нели, идеи кои што ги има во нашиот град и во Македонија. Колку тие одземаат гласови на левица? Дали имате представа за тоа? Јас не сакам такви работи да зборувам, затоа што тоа не се на левица гласови, тоа се гласови на граѓаните кои ги даваат според собствено убедување, така да во еден момент ако процениле дека тоа е за нив подобра опција од нас, тоа е нивен избор и сосема легитимен. Сметам дека изборниот законник има многу недоумици како за локални избори, така и за централни избори и треба да се менува, не е репрезентабилен за нашата реалност, но во овој случај за независните јас сакам да искористам оваа прилика да им честитам на сите кандидати кои настапуваа во изборниот циклус, како и на двете советнички групи на Независни заедно и на Зелен хуман град за нивниот влез во Советот во овој мандат. Навистина сум среќен што гледаме опции кои не владееле до сега со градот. Јас се надевам дека ќе има простор за соработка со тие луѓе, затоа што јас верувам дека тие луѓе веруваат во автентична промена на политиката на Македонија, доколку не верувале ќе биле во ВМРО и во СДС, така да јас сум навистина среќен за нивниот влез во Советот и убеден сум дека ќе можеме да најдеме јазик на соработка. Значи и тие се според вас едни од борците на дуополот на ВМРО и СДСМ. Во овој момент така делува и што така делува, така е. Така да апсолутно го поздравувам повторно нивниот настап, како викаат, тако if it looks like a duck, it's a duck. Така да секоја чест за независните за овој избор. Сега, ајде, бидејќи вие официјално сте и портпарол на левица, колку се задоволни генерално од партијата од овие избори, значи не само за град Скопје, вие имавте кандидати во голем број на други општини. Така. Дефинитивно задоволни затоа што ќе дадам едно сиже за целата политичка стратегија на левица за првиот круг. Ние морам да напоменам дека од избори во избори, затоа што нормално ние навистина почнавме како грасрутс движење и сето тоа што се надоградува е резултат на искуството кое го добиваме, така да на овие избори настапивме многу поискусно, не трошевме енергија таму каде што сметавме дека е залудно да се троши енергија, настапивме силно во урбани средини, затоа што сметавме дека таму можеме да влечеме најголем легитимитет и сакам и да се обратам до нашите гласачи во помалите места каде што не остваривме можеби посакуван резултат, да им кажам дека да не се секираат, во главниот град сме во втор круг, левица е посилна од било кога, порано, така да ние ќе растеме и тоа ќе се преслика на сите средини понатаму. Моментално сме фокусирани на оваа битка за Скопје затоа што сметаме дека е политички најважна и ќе ни ги отвори вратите за уште поголеми успеси во иднина, во парламентот и така натаму, така да со самото тоа што сме втора најсилна партија во Скопје, сметаме дека е доволен успех за нас на овие избори, неверојатен успех, историски успех дури, сепак со доза на скромност, ама така сметаме дека е, така да сме задоволни генерално со настапот. Нашата структура никогаш не била поздрава, пожива и тоа се покажува. Дали тоа значи дека прво треба да се освои Скопје, потоа Македонија? Потешко иде во помалите средини? Зависи. Едноставно тоа веројатно како ќе се определи една политичка структура да действува, но мислам дека кај нас тоа беше и најлогично. Зошто? Затоа што ние се бориме со видеа и со рилови против ВМРО ДПМН кој не задолжи 7 милиарди евра. Значи ние се бориме Давид против Голијат оваа битка. Тоа е навистина така. Ние се бориме со една структура која е парадржавна структура која може да функционира и надвор од рамките на државата, колку се распространети низ институциите, на нивна политичка волја да спроведуваат низ институциите која нема да одговара на она што е потребно на државата, така да во овие услови се фокусиравме таму каде што немногу може да продре нашата порака, особено во услови на цензура, така да Скопје е во овој случај нашиот мегдан, само затоа што материјалните околности така наложија и го свативме тоа и настапивме во тие услови и го добивме резултатот кој го сакавме. Сега мора да прашам нешто. На минатите локални избори освоивте, ако не се лажам, 51.000 гласови, сега се 56. Не ги знам точните бројки, заспав многу касно и станав. Добро, но на предходните парламентарни избори имавте над 70.000. Така некако гласови. 68 или 9, така. А околу 70.000 имаше некои неважечки кои нели овона. Дали е тоа пат на популарноста на левица во однос на парламентарните? Сепак е послаб резултат. Како тоа го толкувате?
Па со тоа што јас не сакам да уверувам граѓани во нешто што можеби за нив не е така, ама навистина во овој случај не би ги споредувале парламентарните со локалните, бидејќи за парламентарните имаше една страшна еуфорија помеѓу граѓаните, затоа што се сеќаше дека владата тогаш тековна ќе падне и се чувствуваше дека има простор за промена и следствено на тоа имаше многу поголема излезност. На овие локални избори имавме мала излезност, меѓу другото јас морам да искоментирам поради сето тоа што го видовме во минатите години и пол. Значи ние видовме дека и покрај таква победа на ВМРО, ДПМН и промена на власта, животот е ист. Значи животот таму каде што застанал на 8 мај продолжи на 9 мај 2024 година, така да обесхрабреноста е резултат на владините политики. Тоа е факт. Значи да беа успешни владините политики ќе имавме и пополитизирана маса на граѓани, а не апатија која пресуди да има помала излезност за овие избори, така да не можеме да го карактеризираме како никаков пат, затоа што ние за прв пат сме во втор круг и тоа во втор круг во главниот град. Добро, и еве сега некои завршни зборови како обраќање до вашите гласачи, до граѓаните на Скопје. Во вториот круг се за две недели повторно гласање, повторно ќе се видиме до касно ние новинарите до досна. Ќе ни се спие наредниот ден. Што би им порачале? Би им порачале дека Скопје за прв пат одлучи да избере поинаку. Јас сум крајно среќен што имам привилегијата да бидам во оваа положба во која што сум, но и да не бев како граѓани на Скопје, мислам дека би го чувствувал ово што ќе ви го кажам сега, ама мислам дека скопјани се пресреќни што конечно во нивниот град се докажа дека може да се избере поинаку. Скопјани се одважија и сметам дека сега треба да разберат дека ова е борба која е дихотомска. Од една страна го имаме стариот систем и од друга страна го имаме тоа што може да биде Скопје, а и понатаму и Македонија. Од една страна имаме 30 години лаги, корупција, задолжување, криминал, многу подјармување и потиснување на граѓаните, елити кои се создадени врз нашиот грб, сиви еминенции кои владеат со нас и со нашите институции без волјата на граѓаните, и од друга страна е ова наша приказна, наша заедничка приказна која изградивме преку позитивна енергија, преку љубов кон сопствениот град, така да на 2 ноември ќе имаме опција помеѓу старото, она кое ни го уништи ликот на Скопје, и ова новото кое се труди и веројатно ќе изнедри околности каде што градот убав пак ќе мигне. Благодарам многу што еве вака по она непроспана ноќ дојдовте во нашите студии и ни го давте овој интервју. Ви благодарам повторно со задоволство и како секогаш интервјуто кај вас мислам дека поминува во супер атмосфера и се надевам дека повторно ќе имаме прилика. Благодарам уште еднаш и посакувам се најдобро во вториот круг и на крајот нека победи демократијата. Така. Почитувани гледачи, тоа беше Амар Мециновиќ.